Фирмите од Полошко се жалат на недостиг од соодветни кадри. За таа цел денеска во Тетово се одржа тркалезна маса под наслов «Бизнисите, невладините организации и механизми за интеракција». Бизнисмените кои учествува на тркалезната маса велат дека најчесто кај нив доаѓаат кадри кои не ја знаат практичната работа. Сметаат дека универзитетите и средните училишта не произведуваат кадар соодветен за пазарот на трудот. Можем да говорам конкретно за нашата бранша и за нашата фирма. Релативно, значи, по дејноста која ја вршиме ние, се соочуваме со недостиг на работна сила, значи со квалификуван кадар. Дали образованието не може да ни го пружи или нема доволно квалификувани во нашата бранша, значи да потенцирам дека се занимаваме со производство на, значи индустријско производство, индустрија. Така да во овој сектор се соочуваме со реален дефицит на работна сила. Што треба според вас да се промени за да не се подобри состојанието? Значи според нас, значи како што е денешнава тема на конференцијата, да се организира што повеќе практична работа. Значи дали за студентите, значи да што е можно повеќе практична работа, според по моје мислење дека тоа највише ќе придонесе за добивање на овој профил. Истакна Алмир Кучулар од тетовска компанија која произведува бела техника. Целта на тркалезната маса е да се идентификуваат проблемите и да се развијат механизми за меѓусекторска соработка. Какви квалификации се потребни за да се надоградат младите и што е улогата на младинските организации во овој случај е фокусот на денешната тркалезна маса. На овај дискусија исто така ќе се генерираат идеи за тоа како може бизнис секторот да поддржи иницијативи за промени во општеството, рече Арлинда Илази од невладината мултикултура. Денешната активност се организираше во рамки на проектот Моќта на младинскиот глас во Полошкиот регион. Универзитетот во Тетово пред својот ректорат денес одржи отворен ден со цел да се презентира академската понуда за 2019-2020 година. Заинтересираните средношколци на штандовите на факултетите имаа можност да добијат информации околу студиските програми, потребните услови за упис, наставниот кадар и слично. Овој универзитет нуди 50 студиски програми на 13 факултети. Педагошкиот факултет, како дел од универзитетот, излезе со своја понуда на денешниот отворен ден. Нашиот факултет функционира во рамките на нашиот универзитет како посебна академска единица и функционира со 4 студиски програми. Тоест оделенска настава, општа педагогија или професионална педагогија, предучилишно воспитание и програмската студија која е многу актуелна е специјална едукација и реабилитација. Ние имаме една содржајна понуда за учениците кои се запишуваат во ова академска година 2019-2020 година. Така да ние покрај другото нудиме и солидни програми кои ќе следи и новата акредитација на студиските програми. Така да очекуваме и поголем квалитет и очекуваме исто така и поголем одзив на учениците кои ќе се запишат во нашиот факултет. Освен факултетите, на отворениот ден и повеќе компании ја презентираа својата дејност пред студентите, со можност за соработка преку пракса и вработување. Ова што денеска ние го нудиме, значи го нудиме дека како факултет, како универзитет и како значи подрачје имаме потенцијал за да можеме да инвестираме, односно да го развиваме прехранбената технологија, пошто таа е една од најдоминантните, односно таа е една сфера која што може повеќе да се инвестира и да се развојува, пошто храната е една од најголемите проблеми во светот, односно компанијата заедно со науката може многу да придонесуваат и во нашите услови како што е во Македонија, пошто знаеме дека имаме добри услови за развој за храната, односно за безбедност на храната.
Целта ни е да го презентираме нашиот производ за широка потрошувачка во овој регион. Сме задоволни од приемот и организацијата на универзитетот. Битоа, најверојатно целта на ваквите сајмени кариери е да се запознаат студентите со нели? Да, со процесот на производство и текот од производство до продажба со менаџери и се. Според конкурсот за академската година 2019-2020, предвидено е да се запишат околу 4000 студенти во прва година на Универзитетот во Тетово. На Филолошкиот факултет на студиската програма за македонски јазик и книжевност се предвидени 50 слободни места. Предлог конкурсот е упатен до владата и Министерството за образование и се очекува во мај или јуни да биде објавен. Уписите ќе бидат во септември. Вчера околу 19 часот и 10 минути, полициски службеници од полициското оделение ТРЦ на локалниот пат кој води за село Сетоле запреле патничко возило Land Rover со тетовски регистерски ознаки, управувано од 64 годишен жител на Джепчиште, кој било натоварено со огревно дрво. При извршена контрола било констатирано дека лицето за возилото и дрвата не поседува никакви документи, а на предната страна на возилото била поставена регистерска таблица од друго возило. Лицето било приведено и задржано во полициската станица, а по целосното документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера пак околу 10 часот и 50 минути во полициската станица Гостивар било пријавено дека на улица Лазар Лазаревски бил нарушен јавниот ред и мир. Според пријавеното додека 41 годишна жителка излегувала од куќата на незината мајка, од скалите била турната од жената на незиниот брат, при што се здобила со тешки телесни повреди. По укажаната помош во болницата во Гостивар, таа била пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје на понатамошно лекување. Се работи на целосно расчистување на случајот. Полицијата вчера реализирала и контрола за пешаци, во која се опфатени 43 пешаци, 35 во Тетово и 8 во Гостивар, кои не ги почитувале правилата и прописите во сообраќајот, односно ја поминувале улицата надвор од пешачките премини или не ги почитувале светлосните сообраќајни уреди за пешаци. Исто така во текот на оваа контрола констатирани се и други 21 прекршок, 17 во Тетово и 4 во Гостивар, и тоа поголемиот број за непрописно паркирање, возачи почетници, возачи без положен возачки испит и така натаму. Прекршоци кои се заокружени со соодветни глоби. Четврти ден од страдалната недела, верниците постат и со мислите се искачуваат со Господа на патот кон Голгота, сеќавајќи се на неговите големи маки, за во недела радосно да го дочекаат Христовото воскресение. Денес е Велики четврток. Рано утрово пред изгресонце, домаќинките во православните семејства ги вапцаа првите 3 јајца. Се верувало дека токму прво бојадисаното јајце има голема заштитна моќ, па затоа било за заштита. За подобар род на полињата го закопувале во земја на лозието или во нивата. Традиционално се фарбаат црвени јајца, а таа боја значи нов живот и плодност и е символ на Великден. Во црквите пак се служеше утрена и Василиева литургија. Велики петок пак е најтажниот ден за христијаните, денот на распнувањето на Господ Исус Христос на крстот. Утре во црквите се читаат царски часови и се изнесува плаштеницата. Попладнето во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово во 16 часот и 30 минути. Статиите ќе ги богослужи митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештеници. На богослужбата ќе пее женскиот хор Менада од Тетово, пошто следува опход со плаштеницата околу храмот. На Велика сабота во соборниот храм Свети Кирил и Методи со почеток во 7 часот и 30 минути ќе се служи литургија на Свети Васили Велики со вечерна. Истиот ден во 23 часот мало по вечерие и собирање на плаштеницата во Светиот олтар, а потоа почнува трикратниот опход околу соборниот храм.
и биење на сите камбани. Точно на полноќ се објавува Христовото воскресение. Потоа следи богослужена воскресна утринска и света литургија на Свети Јован Златоуст, чиноначалствувана од митрополитот господин Јосиф. Истиот ден вечерта во 17 часот се служи вечерна богослужба. Екипата на КК Гостивар на вчерашниот дерби дуел против шампионот Работнички во салата Младост извои голема победа со резултат 80-70. Двете екипи приредија вистинска кошаркарска представа со атрактивни потези, шутерско шоу и борба цели 40 минути. Гостиварци уште на самиот почеток најавија дека се решени да му се спротистават на шампионот. Првата четвртина заврши изедначено, а сите останати му припаднаа на домакинот. Кошаркарската празнична атмосфера во Гостивар се претвори во спектакл. Навивачите приредија амбиент за игра каква што може да посака секој клуб. Домашните играчи го искористија тоа и на шампионот и освојувач на годинешниот кошаркарски куп му немаше спас. Ефијанај постигна 22 поени и 6 скокови. Фурстингер запиша 17 поени и 8 скока. Ренато Димитриевски 10 поени, а Сегарич запиша 9 поени со 6 асистенции. Кај гостите се издвои Чавдар Костов со 16 поени. Кошаркарскиот празник во Гостивар го одбележа и еден емотивен спортски момент. Пред почетокот на надпреварот, Pero Антич беше назначен за почесен претседател на КК Гостивар. Антич по влегувањето во трката за прв човек на Македонската кошаркарска федерација мораше да се откаже од своите акции во КК Гостивар, кој ги подари на клубот и поради судир на интереси да се повлече од функцијата претседател. Видеонадзорот на еден од хотелите кој беше нападнат од терористи самоубијци на велигденскиот масакар во Шри-Ланка излезе во јавноста. На снимката се гледа како двајца браќа синови на милионерот Јонус Ибрахим, трговец со зачини, влегуваат во хотелот со ранци на грбот и само неколку секунди потоа во хотелот гледката станува страотна. Браќата Ибрахим посетувале приватни училиште, биле модерни и не покажувале никаков сомнеш на екстремизам. Со овој бомбашки напад браќата усмртиле 40 туристи кои во Шри-Ланка биле на одмор, а меѓу загинатите имало и 3 деца. Полицијата неколку часа подоцна влегла во луксузниот дом на едниот од браќата. Таму ја затекнале неговата бремена жена, која се разнела себе си и своите 3 деца, како и 3 полицајци. Стотици луѓе се евакуирани од домовите поради големите шумски пожари на северот на Норвешка. Само во едно мало градче се евакуирани 150 домакинства, каде пожарот во тој регион бесни од вчера. Пожарникарите велат дека пожарите натаму се надвор од контрола поради силниот ветер што го разгорува. Норвешките власти се загрижени поради пожарите, не само за уништените големи површини под шума, туку зошто никогаш претходно немало шумски пожари во овој период од годината, особено на северот, каде претходните години се уште имало снег. Второто по големина легло на царските пингвини на Антарктикот е сега речиси целосно збришено во катастрофата од 2016 година, велат научниците. Сателитските фотографии покажуваат дека колонијата Халеј Беј во Веделово море, каде што обично се размножуваат околу 8% од царските пингвини во светот, исчезнале речиси преку ноќ. Истражувачите веруваат дека илјадници пингвински младенчиња се удавиле, кога морскиот мраз се скршил во суровите временски услови, пред младенчињата да ги развијат пердувите потребни за пливање. По катастрофата, велат истражувачите, во 2016 или 2017 година на локацијата немало размножување, а минатата година имало многу малку. Во една нормална година тамо доаѓаат и до 24.000 парови пингвини, каде што инкубираат јајца и се грижат за младенчињата на мразот. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Попладне наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите се движеа во интервал од 4 до 22 степени Целзиусови.
Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Попладне наместа ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 24 степени Целзиусови.